Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа забележа 2 победи на стартот на турнирот во Кјасо, Швајцарија. Тетовката во првото коло беше подобра од романката Кристина Дину со максимални 2:0, 6-3 и 6:0 по сетови. Ѓорческа мечот го доби за само 65 минути игра. Во второто коло нашата тенисерка денеска беше подобра од домашната тенисерка Чиара Грим со 2:0. Првиот сет Ѓорческа го доби со 6:2, додека во вториот беше подобра со 6:3. Противник на Лина Ѓорческа во четвртфиналето ќе биде подобрата од дуелот помеѓу Катинка вон Дичман од Лихтенштеин и Джесика Малечкова од Чешка. Тетовката на овој турнир е рангирана како четврта носителка. Нашата тенисерка денеска го започнува настапот и во конкуренција на двојки. Ѓорческа и партнерката Александрина Најденова од Бугарија како први носителки ќе стартуваат директно од четвртфиналето, каде за противнички ќе ги имаат и Лена Албон и Карин Кенел од Швајцарија. Екипата на Шкендија, иако беше поразена на домашен терен од Вардар со 1:0, сепак обезбеди пласман во финалето на Купот на Македонија. Тетовци имаа предност од 3:1 од првиот надпревар кој се одигра во Скопје и нивната задача беше само да го сочуваат овој резултат. Надпреварот мина во сенка на големиот инцидент кој се случи во 31-та минута. Најпрво фудбалерите на двете екипи физички се пресмета, а судијата Александар Ставрев ситуацијата ја реши со црвени картони за двајцата капитени, Хасани и Грнчаров. Сепак откако беа покажани исклучувањата, на теренот започна да влегува публиката, во обид физички да се пресмета со гостинските фудбалери и судиите. Инвазијата на навивачите на теренот на градскиот стадион во Тетово беше знак фудбалерите на Вардар и судиите да се повлечат во соблекувалните, пошто надпреварот беше прекинат. Дуелот помеѓу Шкендија и Вардар продолжи после 20 на минути пауза, откако целиот хаос на тревникот беше ставен под контрола. Во продолжениот мечот екипата на Вардар успеа да постигне погодок преку Дарко Велковски во 60-та минута, но тоа не беше доволно да се анулира предноста на Шкендија од првиот надпревар. Гостите од Скопје во текот на целиот меч беа подобар противник и создадоа серија на одлични можности за погодок, но голманот на Шкендија Марко Јовановски е најзаслужен за пласманот на неговата екипа во големото финале. Противник на Шкендија во финалето од Купот на Македонија ќе им биде Битолски Пелисте, а надпреварот ќе се одигра на 17 мај на градскиот стадион во Штип. Екипите на Јувентус и Монако им се придружија на Реал и Атлетико во полуфиналето на фудбалската лига на шампиони. Јувентус успеа да ја сочува предноста од 3:0 од првиот надпревар во Торино и одигра 0:0 на гостувањето против Барселона. Каталонската екипа не успеа да го повтори потфатот од двомечот против ПСЖ. Јувентус одлично ги затвори сите приоди кон голот на Буфон и ги неутрализира најдобрите фудбалери на Барселона. Фудбалерите на Монако и вторпат беа подобри од Борусија Дортмунд. Французите на првиот меч во Германија победија со 3:2, а синоќа славеа со 3:1. Резултатот го отвори Мбапе уште во третата минута, а на 2:0 с големи Фалкао. Гостите од Германија единствено што направија на овој надпревар е погодокот на Марко Ројш во 48-та минута, кога намалија на 2:1. До крајот на надпреварот домашните постигнаа уште еден погодок преку Гермаин во 81-та минута, со што го потврдија пласманот помеѓу најдобрите 4 екипи на стариот континент. Ждрепката за полуфиналето ќе се изврши утре.